Со мене е колегата Саша Ордановски, како што најавив, да ја презентираме шемата од среда па натаму, од кога почнува и изборната кампања. Шубо си гости до студио. Да, Сашо, прв пат во улога на гостин си во ова студио. Како се чувствуваш вака на почеток да те прашам? Многу ми е убаво студиото. Тогаш да почнеме да те користиме како гостин. Да, Крис, изборната кампања почнува од задутре. Имаме специфичен термин, бидејќи сме на наутро, и тој термин се покаже како добар за водење на информативни утрински разговори и така натаму, бидејќи не се мешаме во вечерните термини, кога се големите турканици, кога сите гледат во прайм тајмови и така натаму. Меѓутоа, истовремено, нашиот формат на, како што нашите гледачи и слушатели знаат, нашиот формат на разговори не е никогаш подолго од 10 на 15, максимум 20 минути, што баре една друга динамика, баре едно друго фокусирање во разговорите. Ние сме сепак сконцентрирани на 2 до 3 важни прашања, од кои што треба да се извади веројатно и вест тоа утро, за да може додека се пробуди останатиот дел од медиумската индустрија да... Вака нескромно ќе го кажам мојот заклучок дека досега успеавме во намерата да ја наметнуваме агендата на денот. Добро, мислам, утрински брифинг е замислен, уште на почеток го договаравме и така натаму, е замислен да пополни како формат, тој инаку потполно легитимен формат во цел свет, кај нас никогаш не е така работен, секогаш е работен наутро како сервисно забавна програма. Да, политиката ја оставале за навечер. Обществени малце поангажирани теми, особено политиката, тоа се е останало за после 5 часот попладне и кои ќе тргнат пресконференциите од 11-12 во денот и така натаму, така што затоа и се вклопи он одлично. Тоа сега ни наметнува една потреба со изборнава кампања. Ние се договоривме, како што и самата знаеш, дека бидејќи има 15 редни места на изборното ливче, тоа значи 15 формации се надпреваруваат, од кои што коалицијските формации на ВМРО и на СДСМ се разбира се најголеми. Меѓутоа има уште други 13 политички субјекти кои се надпреваруваат. Ние веројатно ќе одиме прво и заради студиските услови овдека, а и заради оваа ковид ситуација во која што живееме и работиме, немаме многу можност за дебати. И така ретко имаме повеќе од 20 гости, ама и сега заради целата ситуација со заразата го сведовме тоа на телефонски јавувања, а и кога има во студио вака гледаме да има 2 метри раздалеченост. Да ги почитуваме сите мерки, здравствени мерки. Гостин, многу ретко двајца и така натаму, и заради тоа. Така што нема да ни биде во можност, нема да бидеме оној дебатен формат во кој инаку повеќе вечерен формат за вечерни прайм тајмови, каде што траат дискусиите, како што гледаме по час, час и половина, 2 часа и така натаму, и каде што политичарите сигурно ќе се распоредат по сите фреквенции за да ни го заземат вниманието и да ги објаснат своите политички платформи. Ние ќе се сконцентрираме малку поинаку. Тоа значи дека ќе се обидеме прво да ги извадиме сите оние помали играчи кои што се делови од коалициите на СДСМ и на ВМРО. Значи, таму има по 15, може и повеќе, не сум ги бројал, ама навистина многу мали партии. Некои од нив се и непознати, некои се и добро познати, значи не се тоа анонимци и така натаму. Ќе се обидеме во тие 3 недели до изборите, а тоа се негде околу 15 на работни денови, а не се ни 15, да извлечеме барем од тие луѓе едно 20 на кои што ќе се обидат да објаснат зошто ја поддржуваат коалицијата во која се наоѓаат и кои се нивните ставови по некои од најактуелните прашања. Тоа повторно ќе бидат тие разговори ќе ги работи колегата Чаловски, ќе се обидеме тоа да го правиме не од студиово, туку од локација вон студиово, бидејќи малку сакаме да внесеме една утринско расположение, да не биде само студиско. Ќе имаме еден нормален информативен дел кој што јас и ти ќе го водиме на смена секој ден, значи еднаш јас, еднаш ти и така натаму, кои ќе имаме и други теми, бидејќи за изборна кампања не се само изборите. Да, не можеме ниту да ја заборавиме состојбата со пандемијата, и здравствените аспекти и економијата, така, мора да се следат. Обштествени некои други аспекти и така натаму. А колегата Чомовски, кој што е легендата на целиот овој проект и така натаму, ќе се обиде во тие 15 на дена, барем во 5-6 наврати, сепак да направи разговори, па може би дури и дебати
со луѓето кои што ќе се наоѓаат на водечките места на изборните единици на најголемите конкуренти, да кажем, од цела оваа работа. Тоа значи првите, вторите места на изборните листи, евентуално со директните против кандидати од другата страна кој да е таа и така натаму, и да видиме како тоа ќе профункционира. Што е со оние партии кои не се дел од коалициите, а ќе настапат на изборите? Да, има на изборниот тикет има 15 места, 15 значи надпреварувачи, од кои што рековме 2 се поголеми коалиции, и сите нив ќе се обидеме, се разбира доколку прифатат, да ги донесеме во студиово или барем да ги имаме на линкови и така натаму. Повторно ќе кажем, нашите формати се такви што ние гледаме да добиеме 2 до 3, ајде да кажем, информации во разговорот. Немаме време за големи дебати, немаме време како што прават овие национални телевизии. Ајде сега да почнеме со теми од економијата. Па бабао 30 минути економија. Так. Да се навратиме на надворешната политика. 30 минути надворешна политика. Ние ќе бидеме кратки и јасни. Па веројатно ќе бираме по 3-4 прашања кои што ќе замолиме да добиеме јасни одговори. Ќе се обидеме да има полемичност во тоа, бидејќи се разбира ако имаат спротивставени ставови, тоа треба да се чуе. Меѓутоа, например, не верувам дека ќе може да се направи некаква голема дебата во која ќе се спротивстават економските погледи на едината Македонија, дури и независно колку ги има во партиите, пошто се сите сконцентрирани на некакви политички препукувања. Предпоставувам дека ќе има скандали и афери. За тие скандали и афери ние не знам, ќе видиме што се, какви се и така натаму, бидејќи предпоставувам дека сите нешто се спремаат. Еве, видовме веќе има некакви нервози кои што ги фаќаат уште пред да почнат кампањите, те имало запалила направа ваму, те возила запалени и така натаму. Тоа е еден фолклор на македонските избори кој секогаш го имало. И да се надеваме дека нема да има голема, како да кажам, вознемирување на кампањата и заради тој тип на испади, а секако и заради здравствените околности во кои што се наоѓа земјата. Што сакам да те прашам, долги години си во оваа професија, долги години ги следиш и настаните, но и изборите, но оваа година, ова гласање ќе биде прво за време на ваква една пандемија, еве и кампањата ќе се одвива малку поинаку од она што сме навикнати, нема да има големи митинзи. Очекуваш ли дека повеќе медиумски простор ќе се обидат да заземат партиите сега, отколку за време на некои претходни изборни циклуси, токму поради тоа што одредени активности партиски им се можеби спречени. Еве да не забораваме дека двете најголеми коалиции имаат амбиција или пак традиција на секој изборен циклус да прават огромни митинзи, па еве дури ќе кажам дури да се надбројуваат за тоа кој собрал повеќе луѓе или кој направил поголем митинг. Митинзите никогаш не биле правени и тие не се алатка во предизборните кампањи за привлекување гласови. Тие се во принцип алатка за мобилизација на поддржувачи. Значи на митинзите не се насочени кон тоа да некој кој размислува за кога да гласа, заради митингот реши да има 1% и такви, но митинзите се главно правени за членовите на партиите и нивните поддржувачи за мобилизација да излезат на денот на гласањето. Второ, одењето по куќи. Тоа е веќе друга алатка и тоа е одењето по адреси и така натаму. Тоа во принцип се прави со, и нашите партии, особено поголемите, тоа го знаат, се прави со разработени микротаргетирања. Значи, тие многу малку време трошат на адреси за кои што знаат дека ќе гласаат за нив. Исто така, многу малку време трошат, ако воопшто трошат на адреси за кои знаат дека сигурно нема да гласаат за нив. Се звони на оние врати каде што од прилика имаат проценки дека, а за тоа има многу развиени начини како да се процени од прилика во кои делови, барем во една така погруба смисла, каде стојат партиите полоши и каде има население гласачи кои што се двоумат. Значи тоа овој пат ќе го немели, ќе го има во многу редуцирана форма. Трето, јас мислам дека за овие избори маса од луѓето кои што се решиле дека ќе излезат, тие веќе знаат за кого ќе гласат. И дека овие 15 на 20 дена што се останати во изборна кампања се практично денови во кои што многу мал процент од луѓето
кога ќе ги погледате анкетите, тие се уште се движат, оние што велат не сакам да кажам, не знам, ако ги случите нема да гласам, тоа се негде околу 30%, но тие најголем процент од нив веќе знаат за кого ќе гласаат, а не сакат да кажат, а велат не знам или не сакам да кажам. Значи, самите кампањи се наменети за оној процент на она што се нарекува swinging votes, оние кои што се неопределени, и сега на тие ќе им биде оттежнато да им се пристапи заради целата здравствена ситуација. Ќе биде оваа, како да кажам, веројатно многу повеќе таргетирана кампања по социјални медиуми, меѓутоа социјалните медиуми се веќе толку хистерични што не верувам дека луѓе кои што размислуваат за кого да гласат, дека од таму поголем број од луѓе, поголем процент од таму ќе го извлечат мотивот за некого да гласаат. Бидејќи тоа е на таква социјалните медиуми не само кај нас се станати на таква плукачка машина секој против секого, со навреди, со сето тоа, со ескалиран речник и така натаму, да таму нема луѓе кои што учествуваат во тие работи затоа што размислуваат за кога да гласат, па потоа заради нечие мислење на некој не знам кој таму и така натаму, баш заради тоа да се определат, не верувам дека е така. Значи повеќе се работи за овој тип на мотивирање за излегување за гласање, годинава тоа ќе биде покомпликувано и заради здравствените аспекти. Тоа сакав да те прашам, каква излезност очекуваш? Па еве, експертите за тоа и партиските луѓе ги дадоа своите проценки, излезноста ќе биде нешто помала. Гледам во Србија вчера беше под 50%, меѓутоа факт е дека таму имаше организиран бојкот на дел од опозицијата. Јас мислам дека и овдека ќе биде ситуацијата нешто помалку отколку што е тоа вообичаено, меѓутоа ќе бидат легитимни изборите, барем доколку не доживееме сега, ние не може да знаеме што ќе се случува за наредните 3 недели, гледаме дека овој бран на заразата се уште не поминува. Ќе видиме како тоа ќе се развива до самите избори и потоа ќе видиме на денот. Ќе има слоеви на граѓани кои што нема да излезат на избори заради своите години. Поради страв? Поради страв. Луѓето имаат оправдани стравови, не се тоа измислени стравови. Имаат ризични групи во кои што припаѓаат, кои што навистина можеби и не е ни паметно да излезат да гласаат и така, има 1% од такви. Меѓутоа доволно ќе излезат луѓе кои што ќе може да дадат еден квалитетен одговор на тоа кој треба да владае со Македонија во наредните 4 години или 4 месеци, кај нас не знам како е тоа ќе види. Да, како навикнавме скоро секоја година. Секој избори се воредни, избори предвремени практично. Да, видовме голем број вонредни изборни циклуси. Утрински брифинг од среда, уште еднаш да повториме од среда, ќе им даде повеќе простори на помалите коалициски партнери, но и малку поинаку од досегашната шема ќе ги проследи. Тоа е интенцијата, да ги поканиме помалите, бидејќи тие нема да бидат викани во таа мера на другите телевизии. Другите телевизии сакаат големи гледаности, затоа им требаат овие поважни и така натаму, така што ова е можеби апел и за тие помали партии да се јават слободно и така натаму. Нас ние штом се наоѓаат на изборната листа, сега нормално не можеме 5 пати да извадиме некого ни еднаш. Едно и второ, тоа се ќе го правиме до денот на изборите, по денот на изборите, ние ќе бидеме активни од крај на јули, во август имаме колективен одмор, а од септември ќе видиме што правиме понатаму. Од септември се враќаме со нови сили. Се надеваме. Сашо, благодарам за твоето гостување. Еве, се можеби ќе се навикнеме па и почесто ќе те викаме како гостин во нашата емисија. Утре си на ова столче во улога на водител, па јас и ти се гледаме понатако, иако според шемава не би требало да се начекаме во наредните денови. Фала уште еднаш.